Добар ден и добро дојдовте во училница по предметот математика за 6 одделение. Јас сум Маријана Тасевска, наставник во основното училиште Таме Груев од Битола. Денес ќе изучуваме наставната единица пресметување вредност на броен израз. Со изучување на оваа наставна единица, ученикот ќе поставува и решава текстуални проблеми со сите 4 аритметички операции, ќе одредува вредност на броен израз, при што ќе запазува предноста на извршување на операциите, ќе избира соодветни и ефикасни ментални стратегии, како и стратегии со запишување за пресметувања, кои вклучуваат основни аритметички операции: собирање, одземање, множење и делење. За почеток ќе разгледаме еден пример. Марко имал 130 денари. Мајка му дала уште 200 денари да ги поделат со неговиот брат. Марко купил 4 тетрадки по 35 денари и една гума за 20 денари. Колку денари му останале на Марко? За да ја решиме оваа задача, мора да поставиме броен израз. Начинот за поставување на бројниот израз е следен. Марко за почеток имал 130 денари, потоа ставаме плюс затоа што добил уште 200 денари кои што требало да ги подели на два еднакви дела заедно со неговиот брат. При тоа потрошил, затоа ставаме минус 4 тетрадки по 35 денари, исто така и потрошил, ставаме минус 20 денари за гума. Колку денари му останале на Марко? За решавање на оваа задача потребно е прво да ги извршиме операциите кои имаат предност, односно делењето и множењето. Значи 130 се препишува плюс 200 делено на 2 е 100 минус 4 по 35 е 140 и го препишуваме минус 20. Понатаму ги извршуваме операциите редоследно. На 130 додаваме 100, потоа од тој избир одземаме 140 и потоа таа разлика одземаме уште 20, со што резултатот би бил 70 денари. Значи на Марко му останале 70 денари. Резултатот по извршување на сите операции во еден броен израз се нарекува вредност на бројниот израз. Оно што е важно кога решаваме некоја задача со пресметување на броен израз е да запомниме дека собирањето и одземањето се операции од прв ред, а множењето и делењето се операции од втор ред. Операциите од истиот ред се извршуваат по редоследот како што ни се запишани во самиот броен израз. Прво, предност на решавање имаат операциите од втор ред, а потоа операциите од прв ред. Значи, прво, во еден броен израз ги извршуваме операциите множење и делење, а потоа ги извршуваме операциите собирање и одземање. И доколку во бројниот израз има загради, тогаш предност има извршувањето на операциите во заградите. Ќе погледнеме неколку примери за пресметување на вредност на броен израз. Првиот пример ни е броен израз во кој што имаме операции само собирање и одземање, значи тие две операции ни се операции од исти ред, што значи ги извршуваме редоследно. Прво собираме, потоа одземаме. Резултатот од собирањето е 100 минус 20 еднакво на 80. Во вториот пример, повторно имаме задача во која што имаме операции од исти ред, значи ги извршуваме редоследно, прво множењето, потоа делењето, па потоа повторно множењето. Значи 3 по 10 е 30, останатото го препишуваме, потоа 30 делено на 2 е 15 и на крај 15 по 4 еднакво на 6. И уште еден броен израз во кој што имаме операции од прв и од втор ред, меѓутоа имаме и заграда. Предност на решавање, рековме, има заградата, меѓутоа во оваа заграда имаме операции и собирање и множење, што предност во оваа заграда би имало множењето. Значи, 24 минус го препишуваме
16 плюс исто така го препишуваме и избршуваме операцијата 4 по 3. Тоа е 12 и остатокот од задачата го препишуваме. Во наредниот чекор можеме да извршиме заградата, значи 24 минус 16 плюс 12 е 28 делено на 7. Сега во овој чекор предност на решавање има делењето. 24 минус делењето 28 делено на 7 еднакво на 4 и на крај го добиваме конечниот резултат 20. Уште еден пример на броен израз во кој што ги имаме сите 4 операции, меѓутоа имаме и загради. Како што рековме, прво се извршуваат заградите, но поради тоа што во заградите имаме две операции одземање и делење, а во другата одземање и множење, предност на решавање во заградата би имало делењето и множењето. Значи, прво во задачата го извршуваме делењето, 8 делено на 2 е 4 и множењето 4 по 6 е 24. Во наредниот чекор би можеле да ги извршиме операциите во заградите. Првата заграда 18 минус 4 е 14, втората заграда 27 минус 24 еднакво на 3. Во следниот чекор имаме броен израз во кој што имаме операции собирање, множење, вземање и множење. Предност на решавање е множењето. Значи 4 по 14 е 56 и 3 по 3 е еднакво на 9. И во наредниот чекор имаме операции кои се извршуваат редоследно затоа што се од истрет. Значи прво сопирањето 152 минус 9 е еднакво на 143. Да разгледаме уште два примери. Производот на броевите 12 и 4 намали го за збирот на броевите 15 и 7. За да ја решиме оваа задача, мора да поставиме броен израз. Значи, производот на броевите се поставува како 12 по 4, намали го, значи минус, збирот на броевите 15 и 7 мора да го поставиме во заграда. Приоритет на решавање има множењето и заградата, значи 48 минус заградата ни е 15 плюс 7, 22 и на крај конечниот резултат е 26. Уште една задача од ваков тип. Разликата на броевите 145 големија за производот на броевите 36. Значи, разликата на броевите ја запишуваме во заграда, с големија, значи плюс, производот на броевите е 30 по 6. Предност на решавање е заградата, 100 минус 45 е 55, плюс 30 по 6 е 180 и конечното решение на овој броен израз ќе биде 235. Ќе разгледаме пример во кој што во бројниот израз имаме променливи, меѓутоа за тие променливи ни е дадена вредност А е еднакво на 11, а Б е еднакво на 8. Што значи? Во бројниот израз, на секое место каде што пишува А запишуваме 11, а на секое место каде што пишува Б запишуваме 8. Што значи? Секоја променлива ја заменуваме соодветно со бројот што ни е даден. Сега во оваа задача повторно предност на решавање е заградата и множењето во неја 11 по 8 е 88. Последниот чекор ја решаваме заградата, 88 минус 8 е 80. Следен чекор ни е множењето, 80 по 8 е 640 и на крај одиме редоследно со операциите од исти ред, прво одземањето, потоа сопирањето и го добиваме конечниот резултат 643. Ви благодарам за вниманието.